Добро вечер, јас сум Ивана Алексовска со вас во саботното издание на Дневникот на Телевизија Плюс. Да ги погледнеме најпрви кратките најави. Останете со нас. Гимназијата го одбележа 151-виот роден ден на Гоце Делчев. Достоинствено чествување на годишнината и во Скопје. Ќе се зајакнува туристичкиот потенцијал на Куманово. Гимназијата денеска го одбележа денот на раѓањето на патронот на училиштето, македонскиот револуционер и визионер Гоце Делчев. За ликот и делото на Делчев преку лични творби и песни говореа и пее учениците и членовите на симфониум. Би сакале вечно да се памети твојата насмевка и твоите зборови за секогаш да воспеваат во нашите срца. Секогаш кога гледам во туѓи очи, јасна искра заветува. Пламнува секогаш кога се зборува за тебе. Дали е тоа страв, се прашувам. Се плашам таа искра да се прошири, зеницата да ја опфати, па да стане орничава. Може би е храброст, тоа би требало да не води, но сепак ни треба рака за сето ова да се преброди. Се надевам на подобро утре. Се молам за твоите очи да сјаат во боите на среќата, до бесконечност, Гоце Делчев, за тебе, создавачу. Ние за тебе твориме и ти порачуваме, заветот твој го чуваме. Гласноговорнику и на нејзината преградка со традицијата, творецу на нормите и на сознанијата, но и на стихови во кои тагата и радоста се судираат, спокојот и гневот, живот и смртта. Творецот на лекот за многу болки, утехата за неутешните, возвишеноста на секој невието, воздишките од детството. Те паметиме и не те забораваме. Вечна слава. Под засилена полициска безбедност денеска во Куманово беше одбележана 151-та годишнина од раѓањето на великанот на македонската револуционерна борба Гоце Делчев. Пред бистата на патронот на гимназијата Гоце Делчев цвеќе положија представници на училиштето, на општинскиот одбор на Сојузот на борци, Сдруженијето на армиски и полициски ветерани, општината, Советот политички партии, невладини организации и граѓани. Учениците и членовите на училишниот оркестар и хор Симфониум говореа и пееа за ликот и делото на Делчев. Денеска за нас е навистина многу значаен ден. Го одбележавме раѓањето на нашиот патрон Гоце Делчев, за кој што се гордееме, што како училиште го носиме неговото име. Секогаш се водиме од неговата мисла и се бориме на сите полиња да бидеме најуспешни. Благодарност голема до нашите ученици кои што и за оваа пригода денеска се организираа за да ги покажат своите способности во творештвото, во делот на поезијата, кои што се представија со своја лична творба, напишана во чест на нашиот патрон Гоце Делчев, но исто така голема благодарност до професорот Филип Петровски, кој што направи еден многу убав аранжман со неговиот оркестар и хор Симфониум, песна за Гоце. Гоце Делчев е роден на 4 февруари 1872 година во Кукуш. Се школувал во гимназијата во Солун и на Воената академија во Софија. Бил учител во Штип, а како член на Централниот комитет на ТМОРО работел на создавање мрежа на бази, комитети и комитски чети на организацијата. Учествувал на Солунскиот конгрес на ВМРО, а до 1901 година бил задграничен представник во Софија. Тој е убиен од турската војска на денешен ден во 1903 година во селото Баница. Гоце Делчев бил идеолог, организатор и водач на македонското револуционерно народно-ослободително движење кон крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век. Во чест на одбележување на 151 година од раѓањето на деецот и апостол на револуционерна Македонија Гоце Делчев, денеска градоначалникот на општина Куманово Максим Димитриевски положи свежо цвеќе на гробот на Делчев во црквата Свети Спас во Скопје. Општинската администрација одаде почит на неговиот лик и визионерски поглед кој беше свртен кон посветла иднина, преку македонското национално движење како макотрпен процес на будење и осамостојување на македонскиот народ. Стои во објавата на општинскиот официјален сајт.
Во црквата Свети Спас во Скопје денеска со високи државни почести мирно и достоинствено беше одаден почит на македонскиот револуционер Гоце Делчев. На чествувањето на 151 годишнина од раѓањето на македонскиот револуционер Гоце Делчев поради паднат систем на граничните премини, бугарската владина делегација не пристигна навремено да положи цвеќе туку неколку часа подоцна. Со високи државни почести, мирно и достоинствено, како што доликува на големиот светски визионер и инспиратор на македонското револуционерно дело и државноста Гоце Делчев, денеска оддадовме почит пред неговото вечно почивалиште во чест на неговото раѓање пред 151 година на денешниот датум 4 февруари, објави на својот Facebook профил премиерот Димитар Ковачевски, која предводеше владината делегација на одбележувањето на денот на раѓањето на великанот Делчев во црквата Свети Спас во Скопје. Идеалите на големиот визионер Гоце Делчев, кој пред повеќе од еден век го разбрал светот како поле за културен напредок меѓу народите, се разбран аманет и патокас за политиките на владата на Република Северна Македонија, поставени на дијалогот и на почитувањето, како врвни културолошки и цивилизацијски придобивки. Пораките на Делчев за единство и сплотеност, кога станува збор за националните интереси и за државните стратешки цели, се подеднакво актуелни и денес и се света обврска за секого додека ја градиме Република Северна Македонија во едно општество за сите граѓани и ја интегрираме по најголемиот безбедносен сојуз НАТО, што е веќе реалност и како полноправна и рамноправна членка на Европската Унија во семејството на европски народи и држави, наведува Ковачевски во објавата. Инаку утрово по неколку часовен застој системот за контрола со кој работат граничните премини повторно беше ставен во функција и можеше да се влезе и да се излезе од државава. Отстранете дефектот на системот на сите гранични премини. Истиот е способен за функција и се пропуштаат возила за влез и излез од земјава, соопшти МВР. Само итни случаи селектирани од полицијата можеа да ја поминат границата во периодот додека системот беше паднат. Се формираа колонии за влез и за излез од земјава. Заглавени во колона пред нашата граница останаа и дел од бугарите тргнати на чествувањето по повод 151-та годишнина од раѓањето на револуционерот Гоце Делчев. Подоцна бугарската делегација, предводена од бугарскиот вице-премиер задолжен за јавен ред и безбедност и министер за внатрешни работи Иван Демерџиев, пристигна во црквата Свети Спас на чествувањето на годишнината од раѓањето на македонскиот револуционер Гоце Делчев. Демерџиев во изјава за медиумите рече дека бугарските жители не се дојдени во Скопје да прават провокации. МВР информира дека околу 12 часот и 45 минути на граничниот премин Девебаир дошло до нарушување на јавниот ред и мир од страна на тројца бугарски државјани, кои најпрво вербално, дрско и недолично со најпогрдни зборови се однесувале, а потоа се обидели физички да ги нападнат полициските службеници кои преземале службени дејства, при што се приведени и се работи на целосно расчистување на случајот. Сдруженијето на армиски и полициски ветерани од активен и резервен состав и годинава традиционално ќе организира свечена академија по повод одбележување на 79 години од загинувањето на народниот херој и легендарен командант Карпош. Академијата ќе се одржи в понеделник 6 февруари во Занајчискиот дом со почеток во 18 часот. Утредента на 7 февруари, годишнината од загинувањето на Христијан Тодоровски Карпош, ќе одбележат и Општинскиот одбор на Сојузот на борци и граѓаните продолжувачи од Куманово. Традиционално пригоден говор за ликот и делото на народниот херој ќе биде одржан пред куќата Музеј на Карпош. Општина Куманово како колидер одвои буџетски средства за реализација на проектот за зајакнување на туристички потенцијал во Кјустендил и Куманово, преку модерна визија на регионите. Вкупната вредност на проектот од прекуграничната соработка Македонија-Бугарија изнесува околу 98.000 евра. Општина Куманово одвои буџетски средства во висина од 8.000 евра за реализација на проектот за зајакнување на туристички потенцијал во Кјустендил и Куманово преку модерна визија на регионите. Вкупната вредност на проектот од прекуграничната соработка Македонија-Бугарија изнесува околу 98.000 евра, при што Општина Куманово како колидер, односно соработник во проектот, добива 31.000 од Европската Унија. Средствата во висина од 8.000 евра се предвидени во општинскиот буџет, бидејќи беше
познато дека договорот за реализација на проектот е склучен во октомври минатата година, а ќе трае до октомври годинава, рече на последната седница раководителот на секторот за меѓународна соработка и евроинтеграција, стратешко планирање, креирање политики, следење и ЛЕР, Горан Митевски, појаснувајќи го проектот. Тие средства ќе бидат ставени на располагање на тимот кој што го реализира проектот и потоа, кога ќе се заклучи проектот и ќе се заврши, ќе се направи, како би кажале, технички прием или примопредавање, ќе се заклучи проектот и ќе се вратат средствата од предвидените 31.119 евра, кои што ги дава Европската Унија на општина Куманово за овој проект. Што се однесува до самиот проект, малку е симптоматично и сигурно ќе прашате зашто сега се случува ова, кога повикот за овој проект е 2018 година. 2018 година е распишан прекугранична соработка Македонија-Бугарија. Тогаш сме аплицирале заедно со Кюстендилската општина за изработка на стратегија за туристички развој на двата региона. Кюстендилскиот регион, они си прават за себе, како што би било интересно за развој на туризмот, и нашиот регион во Македонија. Тој проект беше ставен на резервна листа во 2019 година и не беше третиран затоа што беа добиени други проекти. Ние, ако се сеќавате, во тој период и реализиравме хотел Солун. И тој го добивме како проект. Меѓутоа, затоа што други некои средства кои што биле предвидени за проекти, сигурно не ги исполниле условите и останале на сметката на прекуграничната соработка Македонија-Бугарија, по ранг листа на резервната листа ги вклучуваат проектите кои што, значи, овој е бил добар проект, меѓутоа не ги исполнувал во бодовната смисла сите елементи да биде на ранг листа во третираните проекти кои што ќе добијат за реализација средства. Така да, дополнително сме известени од страна на прекуграничниот комитет што е Македонија-Бугарија, дека овој проект може да се финансира, овој проект се однесува за зајакнување на туристички потенцијал, значи средства се предвидени од страна, од вкупно проектот, значи тоа е софт мерка, каде што треба да се обезбедени 90 само момент, да не импровизирам, туку точни цифри да ги имаме. Вкупната вредност на проектот е 97.882 евра, од кои на општина Куманово како ко-лидер, односно соработник во проектот е 31.119 евра, а што треба да изработиме за тие 31.119 евра во наредната, проектната година од октомври 2022 до октомври 2023 треба да бидат изработени 4 активности, и тоа изработка на дизајн и печатење на промотивен материјал за општина Куманово, каде што ќе бидат топонимите, места атрактивни за туризам и така натаму, или ние како општина што мислиме дека ќе биде интересантно. Организација на проектни настани, каде што ќе бидат размена стручните екипи кои што работат на проектот во Бугарија и во Македонија, ќе има размена, посета на Кюстендил и посета на Куманово и разгледување на нашите предложени активности кои и места туристички, организација на експертиза на и туристички форум
и посета на инфраструктурата на Куманово, значи сега ќе се одберат одредени стручни, компетентни луѓе кои што ќе ги согледаат тие наши предлози, дали е добро или не, и на крај изработка на туристичка база на податоци, каде што сите тие елементи кои што ќе бидат во претходните 4-3 активности, ќе ги внесеме во електронска форма и ќе направиме и брошура која што ќе биде за нашиот регион. Советниците дадоа зелено светло за кофинансирање на проектот за зајакнување на туристички потенцијал во Ќустендил и Куманово преку модерна визија на регионите, а ја поддржаа и стратегијата за рурален развој на општина Куманово за периодот 2023-2027 година. Во кумановското село Табановце денеска беа удрени темелите на крст кој ќе се гради во центарот на селото. Крстот со висина од 10,5 метри го гради местното население со поддршка од градоначалникот на општина Куманово Максим Димитриевски. Целосната изградба на 10-метарскиот крст треба да биде завршена до 6 мај годинава на големиот христијански празник Свети Ѓорѓи. Скопјанка е приведена поради кражба во продажен објект во Куманово, соопштија денеска од Министерството за внатрешни работи. Како што денеска соопшти МВР, 49-годишната Скопјанка е приведена вчера во 19 часот и 20 минути во Куманово. Таа била затекната при извршување кражба во продажен објект на булеварот Октомвриска револуција, при што одзела повеќе предмети, се наведува во соопштението. Одземените предмети се пронајдени, вратени на сопственикот, а таа е задржана во полициска станица. По целосно документирање на случајот, против неа ќе биде поднесена соодветна пријава, соопшти МВР. И во продолжение вести од Македонија. Државниот пазарен инспекторат спроведува инспекцијски надзори над примена на законите и прописите кои го опфаќаат работењето на правните и физичките лица, но и примената на прописите од областа на забрана и спречување на вршење нерегистрирана дејност и изрекува мерки со цел отстранување на утврдените неправилности и доследно спроведување на законите. Целта на надзорите е подобрување, контрола и зајакнување на веќе постоечкиот економски систем, како и одржување функционален пазар насочен кон заштита на правата на трговците и потрошувачите со пласирање на безбедни производи. Во месец јануари 2023 година извршени се повеќе од 1500 надзори на целата територија на Република Северна Македонија. Од спроведените надзори констатирани се прекршоци направени од страна на субјектите за што се издадени прекршочни платни налози во вредност од над 9 милиони денари. Односно, според Законот за трговија издадени се над 30 прекршочни платни налози, Закон за финансиска дисциплина издадени се над 100 прекршочни платни налози, Закон за заштита од пушењето издадени се над 40 прекршочни платни налози, Закон за заштита на потрошувачите издадени се над 10 прекршочни платни налози, Закон за вршење угостителска дејност над 20 прекршочни платни налози. Државниот пазарен инспекторат врши континуирани инспекцијски надзори кај трговците на големо и трговците на мало во делот на почитување на одлуката за посебни услови за трговија на оделни стоки, односно за ограничување на маржата. Секое отстапување од највисоко утврдената маржа од 5 и 10% во трговијата на мало и трговијата на големо се санкционира. Според оваа одлука за ограничување на маржата кај основните прехранбени производи во месец јануари 2023 година извршени се над 300 инспекцијски надзори, не се забележани отстапувања од предвидените ограничувања за маржата. Како институција ќе ги ангажираме сите расположливи ресурси за тековно постапување и спроведување на законските регулативи од кои произлегуваат нашите надлежности. Пазарниот инспекторат постојано врши надзори и постапува во согласно со законите, годишниот и стратешкиот план за работа. Дополнително покрај редовните контроли постапува и по пријави доставени од граѓаните и им злегува во пресред за секое прашање поврзано со нашите надлежности и делокруг на работа. Со скандирање "Сакаме лек, не комодитет" и трикавта за сите, пациентите со цифична фиброза и нивните семејства денес напладне пред влада побараа власта да побрза со одлуките и лек да обезбеди за сите болни. Дел од нив преку транспаренти: "Сакаме Македонија да се гордее со нас, само дајте ни шанса. Бидете ни сојузници во животот" и ред други членовите на Асоциацијата за цистична фиброза порачаа дека нема повеќе да молчат и да веруваат на ветувања.
Разберете не, бидете дел од нашата борба. Побрзајте со вашите одлуки и вашите промени, затоа што ние немаме време за чекање. Веќе не се потпираме на празни зборови и нема да чекаме, рекоа од асоциацијата. Пациентите со цифична фиброза се разочараа по вчерашната изјава на министерот за здравство Беким Сали дека современиот лек ќе биде обезбеден прво за 8 од вкупно 130 болни и им порача на сите кои одлучуваат за набавката на овој лек да се обидат да дишат преку цевка за да сватат колку е итна состојбата. Министерот Сали најави дека ќе иницира законски измени со кои ќе се овозможи набавката на овој лек и за кои се надева дека ќе добие поддршка во собранието. Времето денеска во Куманово беше облачно со врнежи од дожд. Максималната температура се искачи до 5 степени, а минималната беше 0 степени Целзиусови. За утре метеоролозите најавуваат облачно време со дожд. Дневната температура ќе достигне 0 степени, а утринската ќе биде минус 4 степени. Тука е крајот на дневникот. Ви благодарам за вниманието. Имајте убав викенд.